Здраво на сите, тука е Данао и добродојавте во Devotional број 23 од Евангелие според апостол Јован. Возбурен сум за ова видео, возбурен сум и за сите претходни видеа, за сите следни видеа, но денес ќе читаме Евангелие според Јован 14 глава. Многу добри стихови, многу добра содржина, многу добри работи кои што Исус ги кажува. Зборовите на Исус имаат вечна вредност. Имаат вредност која што удира ехо во вечноста. Сакам да ги прочитам овие стихови. Нема да должам многу, само споделете го ова видео, бидејќи Божјото слово никогаш не се враќа празно и на некој од вашите Facebook, Instagram, пријатели или на други социјални мрежи може да им го промени животот. Вашата некомфортност да го споделите ова видео може да значи променета вечност за некој човек кој што можеби го познавате или не го познавате. Не ги пресудувајте вие дали некој ќе ја прими пораката или нема да прими пораката. Во Римјаните 1 глава 16 стих, Евангелието на Исус Христос е единствената сила Божја за спасение. Само Евангелието има сила да спаси. И Евангелието има сила да спаси. Не е дека само тоа има сила, него да видиме перспективата дека Евангелието има сила, има Божја сила, божествена сила, надприродна сила за спасение која што продира во срцата на луѓето и ги променува за секогаш. Ги врти за секогаш, ги трансформира за секогаш, ги ослободува за секогаш, бидејќи Исус Христос зеде човечко тело и живееше на овој свет како нас, ги зема истите чувства да ги чувствува како нас, истите долини да ги проаѓа како нас, истите болки да ги има како нас. И на крај, на плочникот пред Понти Пилат да ја земе вината за нашите гревови, за се што ние имаме излажено, украдено, посакувано, нешто што не е наше. Се што ние имаме сгрешено. Го зеде на тој плочник пред Понти Пилат и рече: "Дајте ми, јас ќе бидам виновен наместо тој човек. Јас ќе бидам виновен наместо Данаел, јас ќе бидам виновен наместо ти од таа страна на екранот." Исус Христос беше запечатиран како виновен на тој плочник и потоа беше однесен на крстот да биде раснат и да умре за мене и за тебе заради мојот и твојот грев, да го земе, да ја земе казната за гревот, бидејќи во Библијата пишува дека казната за гревот е вечна смрт, односно живот во пековот, во вечниот оган. Исус Христос на крстот дојде ја зема таа заменска жртва наместо нас. Потоа умре, беше погребан и таму ги погреба нашите гревови, но после третиот ден тој воскресна. И сега таму ни е надежта, таму е нашиот живот, таму е ослободувањето, таму е трансформацијата и таму е силата Божја за спасение, бидејќи Христос не остана во гробот, гробот е празен и сега Христос е жив и денеска. И ти повикува тебе и чука на вратата на твоето срце. Се фрламе на стиховите, дозволиме да се помолам за тебе. Фала ти, Господи Исусе Христе, за секој ден кој што се вклучува од таа страна на екранот, Господи, тој човек кој што сега го гледа ова видео, ти допри го, ти благослови го, Господи, него, неговото семејство, неговите деца, родители, браќа, сестри, пријатели, Господи, прети војска од ангели, Господи, легиони ангели да го заштитуваат тој човек, Господи, таа личност од таа страна на екранот. Да го ослободат, Господи, твојата рака нека биде врз него, Исусе Христе. Те молам, доколку не та познава оваа порака, нека биде пресудна за неговата вечност, Господи, да те запознае тебе. Не поради тоа што јас го зборам ова, но поради тоа што твојот збор никогаш не се враќа празен, дека во твојот збор има мој, Господи, зборови преку мене, нека ова бидат твои зборови, а не мои. Ја го молам во твоето семокно име, Исусе Христе. Амин. Евангелие според Јован 14 глава 1 до 31 стих. Да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот Отец има многу места за живење. А да немаше, зарам јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место. Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас ке себе, за да бидете и вие каде што сум јас. А каде одам јас, го знаете патот. А Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме? И Исус му рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Ова е една од најпознатите изјави на Исус на кои што се темели нашата вера. Ако ме бевте познале, ќе го познававте и мојот Отец, а од сега го познавате и сте го виделе. Филип му рече: Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Му одговори Исус: Толку време сум со вас и зар не си ме познал, Филипе? Кој ме видел мене, го видел Отецот, па како ти велиш покажи ни го Отецот? Не веруваш ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам од себе не ги зборувам, туку од Отецот, кој е секогаш во мене и тој ги врши делата. Верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не, тогаш верувајте во мене заради делата.
Вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши и поголеми од нив ќе врши, зашто јас си одам кај својот Отец, и што и да посакате од Отецот во моје име, јас ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите мене, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Духот на вистината, кога светот не може да го прими, зашто не го види ниту го познава, а вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам кај вас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа, и вие ќе ме гледате, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене и јас сум во вас. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тоа е оној што ме љуби. Ако ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец и јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Му рече Јуда, не Искариот: Господи, зошто сакаш нам да не се јавиш, а не на светот? Исус одговори и му рече: ако некој ме љуби, ќе го пази словото мое, и мојот Отец ќе го возлюби, и ќе дојдеме кај него и живеалиште во него ќе направиме. Кој не ме љуби, не го запазува словото мое. А словото што го слушате не е мое, туку на мојот Отец кој ме испрати. Ова ви го реков, бидејќи сум со вас, а утешителот пак Духот Свети, кога што Отецот ќе го испрати во моје име, тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Мир ви оставам, мирот свој ви го давам, јас ви го давам, не како што го дава светот, не да се плаши срцето ваше, ниту да страхува. Чувте дека јас ви реков, заминувам од вас и пак ќе дојдам кај вас, но ако ме љубевте мене, ќе се зарадувавте што реков, одам кај мојот Отец, зашто мојот Отец е поголем од мене, и сега ви кажав уште пред да се изврши, така ќе се изврши да поверувате. Нема веќе многу да зборувам со вас, зашто иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо, но за да разбере светот дека го љубам Отецот и како што ми заповеда Отецот, така правам. Станете да си одиме од овде. Овие се зборовите на Исус кои што носат живот. Вели, јас сум патот, вистината и животот. Зошто го вели тоа Исусот? Дека во 6 стих едно од неговите најпознати јас сум изјави кои што ги има во Евангелие според Јован, ондава 7 јас сум изјави. Ова е едно од нив. Јас сум патот, вистината и животот. И ова го одделува Исус Христос од сите други религиозни ликови кои што некогаш биле спомнати на планетата Земја во историјата на светот. Ова го одвојува Исус. Зашто христијанството е уникатно? Зашто Исус Христос е единствениот пат до рајот, бидејќи Исус Христос самиот вели, јас сум патот, вистината и животот. Не само што нема многу патишта кои што носат до вечноста. Ке ме праша некој дали сите религии водат до Бог. Да, сите религии водат до Бог и тоа е точно. Но еден ден кога ќе умреме, ќе го сретнеме Бог, но како ќе го сретнеме? Дали како нашиот спасител или како нашиот судија? Секој начин на живот ќе не доведе до Бог, на секој ни е одредено последен ден од нашиот живот, а потоа суд. Сите ние ќе се сретнеме со Бог, но прашањето дали ќе го сретнеме како наш спасител или како наш судија. Јас би се запрашал како ќе го сретнам Бог, како еден ден ќе се соочам со него. Дали ќе биде тој мојот спасител? И многу луѓе многу млако го земаат ова прашање кога станува збор за вечноста, бидејќи ќе завршиме на едно од две места, во пеколот, во вечниот оган или во рајот, кој што е вечното присуство Божјо, мирот кој што Исус ни го дава, вечниот мир, вечната радост, вечната љубов, Исус Христос, живиот Бог, да живееме во неговото присуство. Таму би сакал, тоа би сакал да биде реалноста и за тебе, од таа страна на екранот. Но тоа нема да биде со религиозност, нема да биде со омекнување на патот до Бог. Патот е тесен, вели во Матеј 7 глава. Вратите се тесни, патот е тесен. Многу луѓе одат по широкиот пат, по полесниот пат, потешкиот пат е верата во Исус Христос. Најомрзената религија во светот е христијанството, следбеништвото на Исус Христос. Тоа е најомрзениот правец, најпрогонуваниот правец во светот. И да, не зборам за религија, зборам за личен однос со Исус Христос. Тука он вели, јас сум патот. Се одвојува од се што кажува светот. Не е New Age од патот до Бог. Не е исламот патот до Бог. Не е агностицизмот патот до Бог. Не е атеизмот патот до Бог. Не се ритуалите и религиозноста патот до Бог. Не е уште еден чекор ова да го направам или тоа да го направам патот до Бог. Не се ни бајачките патот до Бог. Не е ни астрологијата и хороскопот патот до Бог. Ништо од тоа не е. Туку Исус Христос е единствено тој. Единствено тој е патот до Бог, патот до вечниот живот. Само тој
Не повеќе, не помалку. Слушнете му уште еднаш ќе повторам, не повеќе. Само Исус Христос е патот до вечноста. Ништо повеќе од тоа и ништо помалку од тоа. Тоа е вистината. И зашто е ова многу важно? Зашто толку прекрасно дека Исус Христос е вистината? Бидејќи живееме во живот кој што 99,9% и не претеруваме околу нас се е лага и илузија во која што живееме. И ние гледаме билборди, гледаме реклами, гледаме турски серии, гледаме филмови, гледаме различни други серии, странски серии кои што имаат своји агенди во позадина и сатаната сака да вметне работи преку тие работи, преку музиката која што ја слушаме. Секаде има своји служители сатаната во овој свет и сака да ги протне неговите работи на многу суптилно ниво. На ниво на кое што ние нема да го приметиме или барам тој ќе сака ние да не го приметиме. Но Исус Христос е вистината, кога ние ќе бидеме вкорените во Него, кога ние ќе поминаме време со Него, ќе го знаеме Него, од нашето тајно место, од нашата тајна соба, кога ние ќе поминуваме време во Неговото присуство, дури никој да не знае. Не зборам во црква пред другите верници, за да не вира дека сме биле во недела. Туку во нашата тајна соба кај што никој не нагледа. Тогаш ние ќе почнеме да ги разликуваме работите во светот и да разбираме дека единствен Исус Христос ни нуди вистински мир, вистинска радост и се друго, секоја една друга емоција е лага и е стратегија на ѓаволот да не бутна на страна. Но Исус Христос сака да има личен однос со тебе. Не за да те зароби во религиозност, не за да те зароби во една соба каде што ништо нема да смееш да правиш или ќе мора да се откажеш од твојот начин на живот. И луѓето кои што мислат дека јас морам да се откажам од се што правам за да бидам христијанин, иначе Бог нема да ме сака, нема да ме прифати. Ти сакаш да кажеш дека сакаш да ги задржиш работите со кои што сатаната те врзува. Јас бев таму, јас бев врзан од сатаната со пороци и со работи кои што не требаше да ги правам. Бев врзан со многу работи низ годините, но Бог ме ослободи од тоа и мислејќи дека јас ќе ги изгубам сите тие работи, јас бегав од Бог. Цели 2 години јас бегав од Бог. Но Бог ме пресретна и јас веќе дојдов до крајот на самиот себе си, тоа беше пред 7 години. И Бог ме пресретна таму каде што бев и го промени мојот живот. И тоа што мислев дека јас ќе го изгубам заради Бог, јас не го изгубив, јас придобив многу повеќе. Јас сватив дека со тоа што сум го изгубил, тоа сум придобил многу. Бидејќи сум изгубил работи кои што го уништувале мојот живот, а јас да не бидам свесен за тоа. Тоа е вистината која што е Исус. И Исус Христос е животот, бидејќи умре на крстот и воскресна и сега со Него имаме живот, од Него изворот на животот, Тој е животот и само Тој може да ти даде живот. Не може да ти даде живот врска, не може да ти даде живот хороскоп, не може да ти даде живот алкохол, не може дрога, не може цигари, не може ништо друго, не може коцка, ништо друго не може да ти даде живот. Не може друга личност да ти даде живот, не може пари, не може ни бизнес, ништо од тоа не може. Единствено може Исус Христос да те даде живот, бидејќи Тој е изворот на животот. Тоа е патот. Тоа е тесниот пат. Не е лесен животот со Исус, но е многу благословен. Не материјално, не зборам за материјално, доколку е тоа, супер, се радувам. Но не зборам за тоа. Зборам благословен, ќе имаш мир што нема да ти биде логичен, ќе имаш радост да подрипнуваш во ситуации кога не ти е логично. И тоа е Исус Христос, свесноста за овој свет и ќе бидеш свесен за лагите од ѓаволот. Тие гласови кои што ги става во твојот ум, дека не си доволно добар, дека не си доволно добра, дека луѓето не те сакаат. Важно е што Бог мисли за тебе. Бог е вистината. Во Него е вистината. Исус Христос умре за тебе, единствениот пријател кој што им умрено за тебе го има дадено животот е Исус Христос. Вистински, за да го спаси твојот живот од вечната смрт и да ти даде вечен живот. Затоа дојди при Него, дојди вечерва, не бегај, не чекај. Исус Христос чука на вратата на твоето срце. Не е важно каде си, не е важно дали ти мислиш дека си премногу добар или религиозен или веќе ги следиш чекорите, не зборам за личното, не зборам за чекорите, или мислиш дека си премногу далеко, дека ти е страф или нема поента да откажуваш работа заради Бог за кој што не си ни сигурен дека постои. И едниот и другиот случај Исус те повикува денеска. Или дури ако си негде измеѓу, Исус те повикува денеска. И тој ќе ти се открие. Јас те предизвикувам да му дадеш шанса. Те предизвикувам да му дадеш шанса вечер. Бидејќи тој е живиот Бог
кој што постоел од секогаш, ќе постои за секогаш, што е алфа и омега, тој е семокниот Бог. Тој е Богот кој што исцелува, Богот кој што спроведува. Семокниот Бог, нашиот Спасител. Во Него е нашата надеж. Поверувај во Него, ќе се речеш како. На почетокот кажав, секој кој што ќе исповеда со своето уста дека Исус Христос е Господ и поверува во своето срце дека Бог го воскресна од мртвите, ќе биде спасен. Сакам да се помолам заедно со тебе. Повтори оваа молитва по мене и повтори од срце. Секој што ќе поверува во своето срце, навистина поверува со своите емоции, со своето јас, да рече да ова е за мене и ќе поверува во своето срце и ќе исповеда, тој ќе биде спасен. Повтори оваа молитва по мене. Господи Исусе Христе, доаѓам пред тебе таков каков што сум. Господи, верувам дека ти си мојот Бог, дека ти умра на крстот, дека беше погребан и дека после третиот ден ти воскресна. И сега верувам дека тоа е за моје спасение. Фала ти што ја даде жртвата на крстот за мене. Фала ти, Исусе Христе. Промени го мојот живот. Ослободи ме од сите канџи кои што ми има ѓаволот ставено. Ослободи ме од мојата болка. Ослободи ме од мојата депресија. Ослободи ме од мојата анксиозност. Те молам, спроведи за моето семејство. Сакам да ти искусам во мојот живот. Сакам на вистина да го видам твоето дело во мојот живот. Ти се предавам целосно. Од денес те следам тебе. Ти си мојот Бог. Амин. Докато ја кажа оваа молитва, ангели се радуваат, небото се радува, Бог се радува, јас се радувам, тимот мој се радува, сите луѓе кои што ќе го видат ова видео и знаат што значи тоа се радуваат заедно со тебе. Докато го имаш направено тоа, пиши ми во порака, сакам да се поврзам со тебе. Бог те сака, има прекрасен план за твојот живот. Има иднина, која што иднина со просперитет, иднина со мир и радост, со љубов исполната, не со страдање. Исус нема замислено за никој од нас да страда, докато е тоа, нека биде за слава на Бог, ќе го издржиме, но Исус има многу повеќе за тоа да и во сред тие страдања го имаш тој мир, радост, љубов од Бог. И со тоа се ќе надминеш. Те сакам, ве сакам, се радуваме заедно. Се гледаме во следно видео. Чао!